Неодамна беше промовирана книгата Традиционалното и современото културно живење во Куманово од магистар Силвана Бојковска. Книгата воедно е магистарски труд на авторката Бојковска на Институтот за македонски јазик и култура при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Многу повеќе за промоцијата како помина, но и за самата книга ќе слушнеме од мојата денешна гостинка, со мене во студиото авторката Силвана Бојковска. Добар ден. Добар ден. Најпрвим голема благодарност што ме удостоивте со вашата покана да присуствувам на ова реномирано радио. Воедно ги поздравувам и слушателите на Радио Браво. Благодарам во името на нашите слушатели и нас ни е чест што еве повторно сте во нашето студио, иако еве мора да признам дека сите ваши досега објавувани книги ги пропративме во Ви благодарам, да. Овој пат говориме за нешто поинакво. Ние некако сме навикнати да читаме од вас повеќе проза, но овој пат, или ова е всушност ваше прво издадено дело, така и посериозен проект издадено во прозна публикација. Така е, така е. Ајде да откриеме за што станува збор. Па вака, бидејќи еве кај мене постои една постојана желба за сопствено надградување и како резултат на тоа што запишав магистратура при Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи, бидејќи дојдов до едни посуштествени материјали за Куманово, тогаш дојдов и на идеја да ги искористам отворените врати на библиотеката на универзитетот и да заедно со еден стручен тим, секој во својата област ми даде поддршка за да направиме една заедничка монографија за градот Куманово, кој што верувам представува веродостоен запис за градот и едно дело кое што ќе остане во една трајна вредност за градот Куманово. Во книгата се опишуваат случувања во Куманово, на овие простори, од праисторијата до денеска. Така. Сите овие теми се веродостојни. Така. Сите овие теми се запишани и одземени од посериозни, значи, институции. Така е, така е. Тука се користени, значи, историографските материјали, научни трудови, публицистички трудови, прегледани и се ставени, срочени во оваа монографија, во овој скромен монографски труд за Куманово. Кој најмногу ви помогна при пишување на трудот? Па најмногу ми помогна прво што ме мотивира и потикнува моите промотори и моите професори од универзитетот, значи тука ќе ја напоменам професорката доктор Маја Јакимовска-Тошиќ, наша сограѓанка, професорот доктор Илија Велев и професорот Марко Китевски во областа на народната култура и традиција, кој што е воедно се јавува и како издавач на ова монографија. Тоа е Сдруженијето за проучување на македонската народна култура во издание на Герланда Скопје. Од колку страници се состои ова ваша книга? Па првин, јас како почев напишав околу 500 странички, меѓутоа ги срочивме онака до 170 странички со пропратни слики, со до објаснување, нели, посликовито со слики беа ставени. Добро, кога можеше тие 500 да ги скоцкаш во 100 и неколку? Па оставив материјал малку и за втор дел, се надевам дека ќе успеам да најдам време пред се и сила за да направиме и втор дел, зашто сепак на овие простори постојат бројни материјални сведоштва, како писмени, така и археолошки наоди, кои што сметам дека заслужуваат да бидат ставени и во една писмена форма, а со тоа и да бидат запознаени нашите сограѓани со какво културно богатство располага градот. Мислам дека нема многу да откриваме за книгата. Па не е проблем. Не е проблем. Така, јас сакам кога можам што повеќе да извлечам од авторот. Не е проблем, зашто да не. За кои локалитети најмногу пишувавте?
Па тука е опфатен еден голем широк спектар на истражување, значи ова е едно мултидисциплинарно истражување на историографскиот, социолошкиот, а пред се на културолошкиот амбиент на градот Куманово, но тоа се црпено напоено од изворот на културната историја, народната меморија и традиција. Значи, од праисторија до денеска, тука се фатени нашите археолошки наоди, нели, на брег, Остоперска карпа, почнувајќи со нашето познато Кокино, па завршувам се проучување на развојот на христијанството, неговата цивилизација, култура и пројавување на исламската култура на овие простори, современите споменици, па завршувам со на крај со значени личности кои што ја оформиле картата на градот Куманово. Традиционалното и современото културно живење во Куманово. Така е насловот. Така е, да, правење на едно паралели и преплетување колку она од создаденото од минатите генерации, какви биле нивните творечки културни импресии во минатото и колку денеска тие наоѓаат примена во сегашноста, во нашата современа сегашност. Каде може да се најде оваа ваша книга и да се прочита? Книгата ја направив за жал само во 100 примероци. Не верував дека толкова популарност ќе зазема барем сега во градот. Па затоа на промоцијата си дадов задача да ги разделам на присутните. Меѓутоа, сега правам напори до општината да направи, до години, 500 години прават од постоењето на градот Куманово, па се надевам дека ќе биде отпечатена во поголем број на примероци, така да и верувам дека ќе бидат достапни до сите заинтересирани. Така. А колку време вложивте во пишување на книгава? Па во пишувањето на книгата го користев сето слободно време што ми го дозволува ги дозволуваат моите работни обврски. Така да околу 4 години, значи беа потребни максимално моје ангажирање и амбиција за да го срочам овој материјал во книга. Така. И книгата доживеа промоција пред еден месец, можеби. На 14, Да, точно, пред месец дена. Пред месец дена, да, направивме промоција. Ајде да се навратиме месец дена, како беше на промоцијата, каде се одржа, колку сте вие задоволна? Па промоцијата јас барав од општината да биде одржана во Занајчискиот дом. И тоа не случајно барав да биде одржана, зашто тука, бидејќи мојата прва љубов е економијата, се бавам и економису по професија, барав да се одржи во Занајчискиот дом, затоа што сметав дека од тука почнува еден нов тренд на развој на градот Куманово. Зборам за негово по-урбанистичко осмислување со нови архитектонски проекти. Затоа што Занајчискиот дом е основан на база на иницијативата на Сдруженијето на занајчиите во градот Куманово, кои што далеч на 1923 година донеле одлука за негово оснивање. Значи, сепак економија е таа што е двигател за градот Куманово. Затоа и сакав да ја поврзам мојата професија со моето хоби на некој начин, за да и предочам луѓето сите заедно што беа присутни на промоцијата да го почувствуваат тој амбиент на градското урбано живење на градот. Затоа се одлучивте за Занајчискиот дом. Да, го барав исклучиво за Занајчискиот дом и благодарност до општината и на Советот на градот Куманово што ми ги удоволија барањата. Така. Промоцијата беше проследена и со музички точки, со ваши специјални гости од културно-уметничкото друштво Срма. Да, целиот настан беше осмислен во прикажување на кумановскиот духовен и културно-историски
амбиент. Значи, навистина сакав да се навратам на корените на себе препознавање во кумановскиот идентитет. И затоа и започнав со химната на градот Куманово, сакав да се навратам, значи она прво со Срмада, со Кавал на овие простори каде што првично биле застапени гајдата, Кавалот, па потоа имаше обраќањето и до градоначалникот и посебно изненадување на вечерта ми беше и Никола Давидовски, за кој ја не ни знаев дека е наш сограѓанин, а ја има испејано една од најубавите песни во Македонија, Земјо моја. Меѓутоа човекот малку имаше трема, не се појави, мислам пред сите, беше во публиката, но ми беше драго што конечно излезе од таа изолација, зашто беше еден од најдобрите вокали на времето кога во Македонија се одржуваа фестивалите. Одлично. Од сето ова прераскажување можеме само да донесеме заклучок дека вие сте задоволни од публиката, но и публиката беше во голем број, кој што докажа дека се задоволни од вашата работа. Па се надевам дека е тоа така. Завршив ми со Ленче Кумановче, тука морам да го спомнам Горан Илиќ, кој што изведе исто дел од сцената на првото драмско дело наше изведено на македонски јазик со кумановски народен говор. Со дијалект. Со нашиот познат дијалект. Так. Да. Не би било ферски да не ги споменеме вашите претходни збирки кои што пленуваат со хумористични песни. Затоа малку ни е вака непрепознатливо од малку посериозен пристап. Така, меѓутоа тука е обработен кумановскиот дијалект. Значи на мојата прва книга сепак си го обработувам мојот кумановски дијалекти и во книгата ги пронаоѓам што е она карактеристично, по што сме ние познати, нели, во Куманово, со што ние можеме да се представиме пред другите, што е она што сме различити од другите, но сепак слични во тој еден богат културен колорит во Македонија. Ке ги споменеме ли претходните збирки песни? Па да, Белек, позната ми, еве си спремам и втора книга во тој хумористичен дух на кумановски народен говор. Тоа значи дека не се откажувате од она што го имаме и поседуваме во Куманово. Да, така е, да. Ја негувам неговата традиција, некако навлегов во тој дел, така да тука се пронаоѓам. Ова исклучиво го правам од душа, за себе си и за своите сограѓани. Силана, ти благодарам за одвоеното време, ти благодарам што ни збогатуваш и нашата домашна библиотека, бидејќи знам дека многу од нашите слушатели ги имаат вашите книги со кои што уживаат. Еве, навикнавме на хумористични, сега и на нешто посериозно, но најавивте втор дел од ова што сега ни го представивте. Ни најавивте уште една нова збирка на хумористични песни. Мислам дека доволно откривме. Да, ви благодарам, да. Секако. Ќе продолжиме во тој правец. Благодарам и на вас. Ви посакувам успешна работа и во добро здравје и во добро расположение да ги забавувате нашите слушатели. А ние посакуваме повторно да се видиме во студиото со најава на нова промоција. Се надевам. Убав ден, убав ден и вам.